Во делот на општината нема обврски кои што општината треба да ги исполни. Ние очекуваме од Министерството за финансии, поточно од Министерството за труд и социјална политика, кој што добива согласност од Министерството за финансии, согласност да се распише и оглас за вработување на потребниот кадар за градинката да биде ставена во функција. Градинката е комплетно подготвена веќе подолг временски период и за жал јас не би можел да кажам од кои причини се уште не е ставена во функција. Значи, ви имате доставено барање за одобрување средства за вработување на кадар кој што ќе работи со дечињата, така? Минатата година имаше дадено согласност за вработување на 17 лица 2021 година, меѓутоа таа согласност не се реализира од причини што се не знам, прво согласноста била дадена некаде мај, јуни, па избори, па формирање на совет и календарската година 2021 помина, за 22 година не добивме согласност. Кога нема, нели, значи најпрво имало согласност за вработување, потоа ако тие вработувања не се реализирани, за следната календарска година морате повторно да добиете согласност. Ние за 22 година неколку пати пуштивме барање за добивање на согласност, меѓутоа согласност немаме добиено. И тоа е причината поради која што градинката не работи. Нема друга причина. Значи, вие чекате буквално согласност од Министерството за труд и социјални или финансии да се обезбедат пари за да може да се ангажира кадар кој што ќе почне да се прима деца. Да. Друго, сите услови од аспект на општината, тоа што градинката ги исполнува сите услови да започне со работа уште утре. Тоа значи дека и вие сте во ишчекување во неизвестност. Да, јас неколку пати разговаравме со министерката, очекуваме тоа многу брзо да се реши. Веројатно кризна година, буџет, не знам кои други причини би можеле да бидат важно. Немаме согласност за вработување и градинката фактички немаме можност да биде ставена во функција. Очекуваме тоа да биде ставено во функција најбрзо што се може.